Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Струшката локална власт не презема ништо во врска со проблемот со кучињата скитници. Кичевчанецот сомнителен на мајмунски сипаници одбива да се тестира. Отворени денови на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Уникатна изложба на цртежи Остров на осаменост. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот сончево време со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици и услови за појава на невреме. Минималната температура 26 степени Целзиусови во текот на ноќта кон петок, ветро со локална облачност и посвежа. Во петок над најголем дел од Европа сончево и топло со температури над повеќе годишниот просек за овој период од годината над Алпите и поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и посвежо со пад на дневните температури. На Балканскиот полуостров утре времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, пад на температурите. Во Хрватска и Босна сончево со локална облачност и свежа. Максималните дневни температури на Балканот од 24 до 32 степени Целзиусов. Во Македонија во петок умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и посвежо. Пообилни врнежи од дожд попладне, каде што локално се очекува да наврнат и до 15 литри дожд на метар квадратен. Минималните температури од 9 до 20, максималните од 22 до 31. УВ индексот со вредност 6. Во Охрид во петок умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и помални температури, минималната 15, дневната 23. Во сабота и недела умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пад на температурите, минималните 15 односно 13, а дневната 22 односно 19. Во понеделник претежно сончево со локална облачност и дневна температура до 23 степени Целзиусови. Пријави проблем. Заедно да откриваме и да решаваме проблеми. Бидејќи ти си твојот град. Се што треба да направите е да ја отворите нашата веб страница www.tvm.mk, да кликнете на прозорецот Ти си твојот град во делот Пријави проблем, одговори го прашалникот. Потоа, одговорите на нашите прашања. Охрабри се, одговори на нашите анкети и прашалници. Нашиот тим ќе ги разгледа вашите пријави. Ќе се обидеме заедно да ги лоцираме, но и да ги решаваме проблемите со кои се соочувате. Пријави, одговори и вклучи се, бидејќи нам ни е важно вашето мислење. Ти си твојот град. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Огромен број бездомни куќиња сеат страв во Струшко. На социјалните медиуми секојдневно се споделуваат видеа од агресивни куќиња кои бркаат автомобили, велосипеди и граѓани. Искуства од нападнати и повредени граѓани. Лавина реакции и коментари, институциите се глуви на овој горлив проблем. Лажот на бездомните куќина секојдневно се е страв во Струшко. Туристичка струга цело лето мака мачи со големиот број глутници низ градот. На социјалните медиуми секојдневно се споделуваат видеа од агресивни куќиња кои бркаат автомобили, велосипеди и граѓани, искуства од нападнатите и повредени лица, лавина реакции и коментари од типот институциите се глуви на горливиот проблем со кој се соочуваат стружани и гостите. Од СВР Охрид велат зачестени се нападите од страна на бездомни куќиња. Граѓаните ги пријавуваат нападите, веднаш потоа се упатуваат во општата болница каде што се утврдуваат карактерот на повредите. Согласно законот за облигациони односи, граѓаните имаат право оштета да бараат од општините. Во општина Охрид започна решавање на проблемот со бездомните куќиња, па годинава двојно е намален бројот на напади во однос на лани. Почетокот на оваа година во Охрид пријавени се 10 напади на куќиња, додека таа бројка во текот на целата измината година изнесувала 15. Во Струга, бројот на пријавени напади од куќиња од страна на граѓани во ОВР Струга изнесува 15 од почетокот на оваа година и истата бројка е евидентирана во текот на целата мината 2021 година. Општина Струга се уште нема решение за проблемот со бездомните куќиња. Во градот има еден приватен волонтерски стационар кој нема капацитет да се справи со големиот број бездомни куќиња. Здравствените власти немаат законска можност да го принудат кичевчанецот сомнителен на мајмунски сипаници да се тестира. Се надеваме ќе проработи совеста кај ова лице, изјави доктор Петличковски, председател на Комисијата за заразни болести. Најпрво сакам да потенцирам дека ова не е нов ковид. Значи, нема апсолутно место за паника, бидејќи не очекуваме никаков драматичен развој и некакви сериозно ширење на оваа нова болест. Од двата случаи, вториот сомнителен случај, оној од инфективна клиника кој е хоспитализиран денес, веќе е тестиран и резултатот е негативен, додека од првиот пријавен случај за сомнителен, оној од Кичево, се уште немаме примерок и се обидуваме да го организираме тестирањето. Се надеваме дека до крајот на неделата ќе имаме резултат и од тоа тестирање. Здравјето е и колективна и индивидуална одговорност на сите жители на државата. Овој случај се јавил на доктор вчера или завчера, да, и веднаш е остварена комуникација со лекари од инфективната клиника, со епидемиолози, поставено е сомневањето врз основа на клиничката презентација и му е понудено тестирање. Во тој момент не го прифатил тестирањето, односно не се пријавил на инфективната клиника за понатамошно лекување евентуално ако е потребно, после што се известени службите надлежни епидемиолошки од Битола и тие реагирале веднаш. Активирана, ангажирана и матичната лекарка негова и комуникација е воспоставена. Епидемиологот од Битола бил 2 пати на место на живење на овој сомнителен пациент, разговарано е со членовите на неговата фамилија и објаснето е дека тестирањето е во интерес на сите. Значи тука нема што да се крие, нема побрзо добивање на резултатот, можеби ќе го ослободи од сомнението за ако е негативен од сомнението за мајмунски сипаници, ако е позитивен, ќе не однесе побрзо да реагираме до контактите кои се евентуално загрозени, така што нема некое закаснување. Сега повторно ќе се повикам на личната одговорност, ние немаме законска можност да го присилиме да се тестира, бидејќи никаде во светот тоа не се прави за ова болест. До Министерството за правда не е доставено барање за добивање позитивно мислење во постапката за регистрација на Сдруженијето Цар Борис III, пишува во денешното соопштение на Министерството за правда.
Соопштението од Министерството доаѓа откако еврејската заедница и Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија реагираат дека се згрозени и навредени од регистрацијата на Сдруженијето Цар Борис III од Охрид и откако што велат леснотијата со која во нашата држава се глорифицираат нацизмот и фашизмот. Тие посочија дека името на царот Борис III е поврзано со прогонот и уништувањето на евреите од окупираните територии од страна на фашистичка Бугарија за време на Втората светска војна. Очигледно е дека за честија регистрации на здруженија со бугарска самосвест кои носат називи на докажани соработници на нацистичка Германија. Тоа е свесна провокација и навреда за еврејската заедница, навреда за македонската држава и за незините граѓани, пишува во реакцијата на еврејската заедница и Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија. Вчера се огласија и од Сдруженијето Цар Борис III од Охрид, од каде ги отфрлија тврдењата дека станува збор за неонацистичко здружение. Се оградуваме дека сме неонацистичко здружение, немаме никаква соработка или било какви намери со антисемитистички движења, напишаа на Facebook од здруженијето. На предлог на Министерството за економија, владата донесе одлука за определување највисока трговска маржа како посебен услов во трговијата за огревно дрво од даб, огревно дрво од бука и пелети за огрев. Согласно одлуката, највисоката трговска маржа за овие производи за сите трговци се утврдува во висина најмногу до 10%, објави министерот за економија Крешник Бектеши. Висината на трговската маржа најмногу до 10% за наведените стоки ќе важи за сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец во трговијата на мало, а транспортот за испорака на стоките до крајните потрошувачи не се пресметува во висината на трговската маржа. Причината за ограничување на трговската маржа се заснова на усогласување на разликите во цените кои сега се присутни во трговијата на мало, односно при продажба на огревно дрво и пелети за огрев. Отворени денови на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Во престојната академска година слободни се места за 440 нови студенти. Универзитетот на новите бруцоши им нуди богати и интересни студиски програми за примена на информатичките науки и технологии во стопанството. Ова се индексите кои ги чекаат идните студенти на академската 2022-2023 година на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Универзитетот денес и утре организира отворени денови на кои сите заинтересирани матуранти и нивните родители имаат можност да се запознаат со условите за упис и студиските програми. Во овој универзитет дојдов по препорака од многу друштво, исто така и од роднини. И многу ми го пофалија, па ќе видиме дали е исто толку добар колку што е пофален. Универзитетот основан во 2008 година, богат со научно-истражувачка работа, настапува на бројни конференции, учества во журнали и меѓународни проекти, моментално е составен од 5 факултети и 1 центар за дигитална уметност, на кои се понудени обновени, атрактивни студиски програми, вели заменик ректорот на универзитетот, професор доктор Устијана Речковска-Шиковска. Значи, нудиме навистина богати интересни студиски програми за примена на информатичките науки и технологии во одредени стопански гранки, но и секојдневно функционирање. Така да еве порака до Охриѓани, Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид е наше заедничко богатство, наш заеднички дел на сите Охриѓани, на целата наша држава, па и во светски рамки. Повелете и посветете се на својата иднина. Во престојната академска година слободни се места за 440 нови студенти кои во наредниот период ќе имаат можност да бидат вклучени во научно-истражувачките проекти на универзитетот, вели деканот на факултетот за компјутерски науки и инженерство Јованка Дамоска-Секуловска. Ето во наредниот период ја најавуваме акцелераторската програма во рамки на која што студентите ќе бидат активно вклучени во креирањето на иновативни дигитални решенија кои што ќе бидат во функција на развој на сината и зелена економија по која што Охрид е препознатлив.
За практичната применливост и адаптираноста на студиската програма од студентска гледна точка зборува Јован Иловски, абсолвент на Факултетот за компјутерски науки и инженерство. Дури на нашите предавања и часови имаме од страна од компаниите тука во Охрид локално и од другите градови, каде што директно гледаме кои се квалификациите, кои вештини ни се потребни, директно тоа го имаме понудено од страна на нашите професори на предавањата, така да директно сето она што го учиме тука сме спремни да излеземе out to the market, надвор во индустријата и да го понудиме она како да бидеме оформени во едни вистински инженери. Универзитетот остварува исклучително добра меѓународна соработка, има подпишано официјални меморандуми со институции на 76 земји, така што студентите покрај предавањата на редовните професори ќе можат да ги следат интересните интерактивни предавања на меѓународни визитинг експерти од соодветни области. Во тек е реализација на проектот виртуелна реконструкција и изработка на макета на римската гробница од видобишта во Охрид од страна на Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина, регионален зелен центар Охрид во соработка со Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид. Во рамки на овој проект досега е извршено теренското документирање, а во периодот што следи ќе се работи на кабинетска обработка на материјалот со финален продукт, идејна виртуелна реконструкција на гробницата и изработка на макета од истата. Идејната виртуелна реконструкција ќе биде јавно достапна на електронските медиуми, додека пак макетата ќе биде поставена во просториите на музејската зграда Куќа на Робевци, информираат од Завод и музеј Охрид. Проектот е финансиран од Општина Охрид согласно програмата за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2022 година. Љубителите на уметноста имаат ретка можност да погледнат изложба на цртежи од тројца уметници – Лидија Вујисич, Мирко Вујисич и Сашо Блажес. Поставката Остров на осаменост во Куќата на Робевци е уникатна затоа што содржи целосно оформени дела преку цртежот кој како примарен визуелен запис е во основата на сите визуелни уметности, но поретко користен како сликарска техника. Во галеријата на Куќата на Робевци поставена е изложба на цртежи од авторите Лидија Вујисич, Мирко Вујисич и Сашо Блажес. Изложени се 40 дела изработени во различни цртачки техники и медиуми. Заедничката поставка на уметниците насловена е Остров на осаменост. Соработуваме веќе повеќе години со професорите Мирко и Лидија Вујисич. Во 2017 година во улога на куратор, која куратирав изложбата Мултиплицирани реалности. Тоа беа Мирко Вујисич, Лидија Вујисич и Марко Вујисич. И сега дојдов до идеја, поради короната, периодот на затвореност, што бевме уствари Остров на осаменост, е паралелно на карантинот и на затвореноста на периодот на затвореноста, кога секој автор, секој од нас работеше во некој така наречен Остров на осаменост, односно сам во своето ателје, без да излезе, без да има голем контакт со реалноста. Делата на тројцата уметници како основа го имаат цртежот како медиум. Цртежот кој денес е понастрана од современите текови во уметноста, ние го зедовме како концептуална алатка за целосно оформување на едно дело, вели сликарот Сашо Блажес. Е многу ретка изложба. Значи, изложба со цртеж барем во Македонија е многу ретко да се случи и тоа ја дава една уникатност на тројца автори кои имаме сосема различен пристап према цртежот. Делата на професор Мирко Вујисич кои се поместени на оваа поставка се графика во доменот на метафизичка фантастика. Еден израз кој е помеѓу сюрреализмот, символизмот и една условно речено дескриптивна реална предожба. Значи сите размислувања, стремежи, идеи добивате на конфигурација на можеби препознатлива органика на човек, на тело, на фигура, на портрет. Професор Лидија Вујисич пак на своите цртежи оживува мотиви од театарски представи. Инспирацијата ја црпи од играта на театарските штици и трансформациите на низиниот син, актерот Стефан Вујисич. Ме инспирираше веќе од прва улога. Доста добро се трансформира и добиваше по 5-6 лика у една представа. Тоа до тогаш не сум имала прилика да видим. Тоа спонтано дојде
имав инспирација а имам и искуство со цртеж, мада ова прв пат беше да правим по 10 лика кои комуницираат меѓу себе. Селекцијата на дела од тројцата уметници побуди голем интерес кај охриѓани и гостите љубители на уметноста и истата ќе биде поставена на повеќе места како кај нас, така и надвор од границите на земјава. Изложбата во куќата на Робевци ќе биде отворена за посета секој ден освен понеделник од 9 до 20 часот до 2 септември. Влезот е бесплатен. Бензините и екстра лесното масло за домаќинство ноќеска на полноќ поевтинуваат за 2 денари по литар, а цената на дизелот и на мазутот останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,34%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 88 денари за литар. Евросупер БС98 ќе се продава за 90, а екстра лесното масло за домаќинство за 85,5 денари за литар. Цената на евродизел и понатаму ќе остане 90 денари за литар, а на мазутот 52,786 денари за килограм. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. На социјалните мрежи се проширија снимки на кои се гледаат огромни колони автомобили на Крим, украинскиот полуостров анектиран од Русија во 2014 година. Како што пренесува британски телеграф, во автомобилите кои создале голема гужва има руски цивили кои решиле да побегнат од полуостровот по огромните експлозии во вторникот во руската воена воздухопловна база Саки на западот од Крим. Крим е популарна туристичка дестинација за русите, особено во лето. Тој до неодамна беше поштеден од украинските напади, што не е изненадувач како се земе во пред дека Русија го контролира од 2014 година, сепак тоа се промени со нападот на важната руска воена база, од која руски авиони полетувале во операции над Украина. Сестрата на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, која е влијателна личност во земјата, го обвини Сеул дека ја предизвикал епидемијата на ковид во Северна Кореја и се закани со одмазда, објавија државните медиуми. Ким Јо Јонг ги упати обвинувањата на денот кога Пјонгјанг прогласи блескава победа над болеста. Исто така таа го осуди испраќањето на пропагандни летоци со балони од Јужна Кореја и го нарече чинот злосторство против човештвото. Пјонгјанг претходно објави дека чудните работи во близина на границата со Јужна Кореја предизвикале епидемија на коронавирус. Овие тврдења секако беа отфрлени од Сеул. Вкупните цени на храната во САД во јули се зголемија за 10,9% во споредба со истиот месец минатата година, што е најголем раст на храната во САД од 1979 година според податоците објавени од Министерството за труд. Неколку основни производи како житариците и одредени млечни производи бележат рекорден пораст од година во година. Конкретно цените на супите се рекордно зголемени за 19,1%, житариците за 16,8%, храната за бебиња за 15% и замрзнатото овошје и зеленчук за 10,6%. Цената на јајцата во американските продавници е зголемена за дури 38% и невисоко ниво од октомври 2007, а цените на млечните производи за 14,9%, невисоко ниво од јуни 2004 година. Големите европски реки се важни економски патишта, екосистеми, делови од градовите низ кои течат, но поради високите температури и долготрајната суша која ги зафати земјите ширум континентот, реките имаат премалку вода и се претопли, пишува Дојче Веле. Речните товарни транспортери секоја година превезуваат 195 милиони тони стока годишно во Германија, повеќето од нив на Рајна. Водните патишта примарно транспортираат наливни товари како жито, јаглен, бензин, нафта за грејење, хемиски производи, чакал, песок, градежни материјали и метални производи. Рајна поврзува важни историски центри во Германија, Франција и Швајцарија со пристаништата во Холандија и Белгија. Заедничкиот истражувачки центар на Европската комисија предупреди дека сушата која моментално ја погодува Европа може да биде најлошата во изминатите 500 години. Тоа е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Довидување!